Ново издание на емисијата Напладне. Добар ден и добре ни дојдовте. Наш денешен гостин е Пирчо Божиновски, председател на Советот на општина Охрид, со кога ќе разговараме за сите актуелни теми кои што во моментов се пред советниците, на сето она што се работи во моментот во нашиот град Охрид, но ќе разговараме и за состојбите во образованието во Охрид, затоа што Пирчо е долгогодишен професор во Охридската гимназија, а веќе позната ни информацијата дека се намалува бројот на ученици и се најавува кратење на паралелките. Пирчо, за почеток, добар ден и добре ни дојдовте. Ќе започнеме со работата на Советот. Што е она што го работите во моментов и е најактуелно за граѓаните на нашиот град? Ве благодарам за поканата, добре ве најдов. Она што е најактуелно, токму и пред градските советници, се она континуирана поддршка која што ја даваме ние кон јавните предпријатија, тоа се субвенции кои што одат преку Советот на општина Охрид и конкретно веќе навлегуваме во онаа програма каде што ги уредуваме субвенциите и ќе се знае точно ќе може да се доделуваат и за кои работи треба да се доделуваат субвенциите, а тоа е сето тоа е во соработка нели со јавните предпријатија и во интерес на јавните предпријатија како тие би обстоиле нели и за да може да ги обслужат сите оние потреби и интересите на граѓаните, но и интересите на вработените. Она што е карактеристично е дека ќе имаме неколку измени на буџетот кои што се однесуваат во делот на спортот. Конкретно во делот на спортот изделуваме повеќе финансиски средства за градскиот ракометен клуб Охрид, знаејќи дека нели се повеќе и повеќе грабат до финалето на ЕХФ купот. Во однос на образованието, неколку дополнителни точки кои што ги додаваме за основните и средните училишта и во делот на културата, каде што повторно ги зголемуваме средствата во однос на културните манифестации. Одлично. Тука ќе бидат и припојувањето на некои општински предпријатија. Зошто тоа се прави? Дали да се заштедат пари, да се заштедат финансии? Веќе сме во процедура на спојување на две јавни предпријатија. Тоа е јавното предпријатие Градски гробишта и јавното предпријатие Градски пазар. Моментално ја започнуваме процедурата и на ликвидација на поранешното предпријатие Погребални услуги, она предпријатие кое што го носи долгот на јавното предпријатие Градски гробишта, наследен долг каде и нели создава проблеми на самото јавно предпријатие, така што започнуваме со негова ликвидација и веќе пуштивме во изработка анализа која што ќе процени каква е состојбата во двете јавни предпријатија во однос нели на вработените, во однос на ситуацијата, инфраструктурната состојба, така што од аспект на финансискиот дел, да, тоа би значило намалување. Зошто? Затоа што наместо повеќе раководни функции ќе биде една, наместо два управни и надзорни одбори сега ќе биде еден, така што во однос на тој дел, во однос на финансискиот дел, ќе бидат намалени тие средства, секако дека ќе се користат во однос на потребите на новото јавно предпријатие. Какви се размислувањата во Советот? Вие сте мнозинство, да кажеме, владеачката ВМРО ДПМН е мнозинство, но што велат другите советници? Дали се согласуваат со ваквиот чекор? Апсолутно мнозинство имаме ние во Советот, точно така, заедно со коалиционите партнери и можам да кажам дека и во делот на они одлуки кои што се во интерес на граѓаните, секогаш не идуваме на соработка, вклучително и на останатите други советници. Ваквите одлуки генерално едногласно се носат, меѓутоа знаеме сепак каква работа е и самата политика, дека опозицијата е она која што треба да ја критикува власта и конкретно за одредени одлуки не се согласуваат, односно
не гласаат, дали се тоа ево проектите кои што се однесуваат на јавните повици кои што ги имавме во однос на Министерството за транспорт и врски, меѓутоа сепак тоа си е нели одлука на самите советници како ќе размислуваат. Ние треба да го гледаме интересот на граѓаните и се она што е во нивни интерес и кога се работи за нив, треба да бидеме сите едногласни, затоа што бенефитот ќе го имаат самите Охриѓани. Но работата на Советот тече непречено, нели? Некои поголеми проблеми немаме. Работата си тече, непречено, нема проблеми. Јас од она што сакам да функционира како што треба е нели да си се почитува деловникот на работа, да си се почитува правилникот за работа, самите акти нели законски на Советот на општина Охрид, и кога вие водите нели се во законските рамки, тогаш нормално дека нема да има никакви проблеми. До сега сите иницијативи кои што стигнале до мене од сите политички партии се разгледани на Советот на седници. Се она што пристапиле тие како амандмани или без разлика дали биле предлог одлуки, ако биле законски издржани, сето тоа се разгледувало, така што гледаме да го подигнеме нивото на работа на Советот, затоа што ние сме највисокиот дом законодавен во градот. Така, кој треба да служи на граѓаните. Точно. Кои проекти веќе се реализираат, се во тек на реализација во општина Охрид? Ево она што може да го видиме нели и го се забележува, значи од моментално оние проекти кои што се одвиваат е реконструкцијата на плоштадот Чинар, односно Крушевска република, делот од старата чаршија, конкретно и улиците кои што веќе кои што ги започнавме, а тоа е нели делот од тротоарските површини на македонски просветители, меѓутоа и на Димитар Влахов. Гледаме дека веќе се гледа и крајот, односно и двете страни се тече реализацијата и веќе се при крај нивното поплочување, односно тротоарскиот дел, и следно е онаа фаза која што е од кружниот тек кај Охридска банка до да се поврзи нели до крајот со 7 ноември нели, улицата која што води до новата до автобуската станица, која што нели половично веќе се направи проектот, сега половично треба да реализираме. Улицата Гоце Делчев, првата фаза е завршена, онаа втора фаза сега која што се одвива од делот всушност од старата чаршија, па да се поврзе во делот кој што доаѓа до населбата Воска, односно до амбулантата Воска. Она што веќе и се заврши, тоа е спортската сала во Лескоец. Неодамна нели го имавме делот на отварањето. Започнувањето на изградбата на катната гаража, она што веќе децени долго очекувано го имаме. Проекти кои што веќе сега и ќе се гледа нивната реализација, она што неколку години се обидувавме со сите оние потребни документи, материјали кои што требаше да се набават, сега ја гледаме веќе реализацијата. Така. И тоа ќе го олесни и животот на Охриѓани, а и се разбира на туристите кои што не посетуваат. И сега во овој дел би сакала да се префрлиме на она што го најавив на почетокот, тоа се миграциите на младите, и да бидеме искрени, не се случуваат само во Охрид, туку се на ниво на цела држава. Но токму за Охрид е најавено кратење на паралелките во Охридската гимназија. Зошто имаме толку намален број на ученици? Се знаат ли точните причини? Знаете како, во однос на
овие неколку серија прашања. Од секогаш миграциите, движењата, интересот на луѓето за подобар стандард, подобар живот, биле и така и ќе траат. Така и сега. Мислам дека тоа би се спречило. Не можеме да одиме против желбата на луѓето да бараат подобри услови за живот. Меѓутоа, ние онаш за што сме избрани од граѓаните, кој цел е токму да ги обезбедиме тие подобри услови за живот и да се трудиме што повеќе од постоечките жители граѓани да си останат конкретно во Охрид и оние кои што по некоја игра на судбината или желба се одлучиле да заминат, да создадеме услови со кои што ќе видат дека не било како што било претходно, туку е подобро и ето, ако ништо друго, да дојдат, да пробат, да видат дали може да функционираат во тој дел. Во однос на бројките на учениците, во однос на бројката на ученици, конкретно со уписот во средните училишта, па и во гимназијата, меѓутоа и во основните, не дека таа бројка е сега, од оваа година, значи бројка која што еве веќе подолг период се движи и гледајќи ги сите години наназад, ние може да кажеме дека една генерација ни се движи од 450 деца до 550. Значи ево последниве неколку години, знаејќи го бројот на првачи на кои што се запишуваат, ние аналогно на тоа може да претпоставиме што би се случило 10 години нели подоцна, кога истите тие првачина ќе треба да бидат средношколци. Истите тие средношколци по 4 години ќе треба да се запишат на факултетите. Бројот на ученици, рековме, се движи во рамките на тие граници и ние како општина, ево последните, додека сега ево нели сме власт, овие 5 години, секогаш гледаме сето тоа да е во интерес на самите нели и вработени, меѓутоа никој да не остане без работа и во рамките на законските утврдени можности да излеземе пресред на училиштата, за да не дојде до ситуација да остане некој без работа или нели најлошото нешто кое што е да се затвораат училишта. Иако, гледајќи по природен пат, некако веќе гледаме дека тоа се случува. Имаме места и средини и села каде што самите ученици по природен пат веќе бројката се намалува, па 10, па 5, па некаде 1. И тука знаеме дека веќе тоа самото нешто ќе се случи. Како совет ќе гледаме конкретно кога станува збор гимназијата, бидејќи ние како совет на општина Охрид, основач на училиштата, основните и средните во градот, имаме законска можност да дадеме согласност на паралелките, каде што нивниот број е под законскиот минимум, а тоа значи дека ако за основно образование законскиот минимум е 20 ученици, ние како совет имаме можност да дадеме согласност за тие паралелки да функционираат под таа бројка и тоа веќе функционира во неколку училишта и тоа нормално дека мора ние да го обезбедиме, затоа што секое дете заслужува да има образование во средината каде што живее. Кога станува збор за средните училишта, законскиот минимум е под 25 ученици за паралелка, така што и тука ќе гледаме
Она што кога станува збор конкурсот беше регулирано, тоа ние како совет на општина Охрид да го дорегулираме нормално нели законските услови. Таа значи дека сократењето ќе има 4 паралелки. Моментално Моментално во првичниот конкурс беа 4, меѓутоа по заложбите на Советот на општина Охрид и на градоначалникот и во разговор со министерката, значи се 5 паралелки во гимназијата, тоа се 170 ученици, меѓутоа тоа не значи дека ќе остане така, туку единствено нешто од што зависи е самиот опис. Значи доколку има заинтересираност за повеќе паралелки, тогаш нормално дека ние ќе им дозволиме на учениците и дека би ја имале она иста бројка која што моментално ја имаме, а тоа се 6 паралелки во прва година. Во тековната која што е сега. Значи работите на тоа да не бидат испод 5. Да, веќе се 5. Веќе се 5 паралелки, вкупно 170 ученици. Значи само една паралелка се намалува. Да. Во оваа ситуација со конкурсот една. Да. Дали ќе останат некои професори без работа? Спомнавте дека се гледате тоа да не се случи и дека не очекувате да се случи, но дали постои опасност во идно време? Знаете како? Тоа е работа најповеќе и на директорот, на менаџерскиот тим. Меѓутоа, кога сите колеги вработени во еден колектив се имаат решение, значи им е решен статусот, тогаш обврска е и на Министерството и на директорот да им обезбеди полн фонд часови. Да. Така што конкретно за гимназија, од оваа година започнува и новиот концепт на образование. По 20 години се носи нов концепт на гимназиското образование и тоа е добро. Така што ќе видиме како ќе профункционира во пракса. Од она што може да се види е дека им се дава слобода на учениците, поголема слобода во трета и четврта година да избираат предмети. Тие ги избираат сега предметите. Значи, ако имаат интерес повеќе кон општествените науки, тогаш тие ќе си го создадат својот профил. Ако имаат интерес повеќе кон уметностите или кон природните науки, тогаш ќе изберат предмети кои што нив ги интересираат. Така што се дава поголема слобода на учениците за избор и тука исто така, давајќи ја таа поголема слобода, тоа значи дека се отвара и поголем број на можност за формирање групи, така што сето тоа ќе се обезбеди во однос на воннаставните активности, во однос на слободните активности, во однос на оние работи кои што сега се воведуваат училиштето да мора да има задолжителен хор, да има задолжителен оркестар, да има задолжителен училишен театар и да има задолжителен спортски клуб, нешто што не беше така, сега ќе мора да има и сето тоа влегува во фондот на часови. Нешто што претходно не беше, така што со сите оние дополнителни и воннаставни активности ќе се гледа да се пополни целосниот фонд на наставниците, тоа е минимум 20 наставни часа. Дали една од причините можеби е тоа што дуалното образование многу станува атрактивно изминативе години и стручното образование, да кажеме, па некако младите се определуваат да учат струка и потоа да не продолжуваат на факултет и веќе да се вработат? Дали може би и тоа е една од причините? Може да се свати тоа така. Конкуренцијата, да кажеме. Да, но јас вака би одговорил. Гледајќи го интересот на уписот на ученици, онаа бројка која што тековно се движела ни сите години, тоа е процентуално, значи ни сите години
бројката на ученици се намалува. Значи на упис. Меѓутоа, ако таа бројка на запишани ученици ја ставиме во однос со вкупната бројка на ученици, кога вие имате генерација од 450 ученици, од нив 120 ви се запишуваат во гимназија, тоа значи поголемиот процент кој што оди, да речеме, од оние ученици кои што исполнуваат услови, го избира гимназиското образование. Тоа е зошто така? Затоа што гимназиското образование не смее да ги намали поените под 60. Додека останатите училишта имаат право со првиот по првиот уписен рок да ги намалат. Прво може 5 поени, потоа уште 5, значи уште 10. Им се дава можност на учениците да се запишат. Сега, знаејќи ние со каков успех учениците доаѓаат од основно, единствено само учениците кои што имаат над 60 поени, а тоа е ученици кои што се одлични и оние јаки многу добри, само тие може да се запишат во гимназиското образование. Значи јас така го гледам процентот кој што се движи. Процентот се движи од 40% до 35-30 кои што од вкупната бројка ученици се запишува во гимназиското образование. Ние доколку би го тргнале прагот од тој 60 поени, и не случајно е ставен тој праг, затоа што нормално гимназиското образование е над сите образование и затоа рамката на поени е таа која што се дава. Тогаш не знам дали не би се запишували учениците таму, иако ние знаеме дека многу ученици конкретно кога се запишуваат, се одбиваат затоа што не го исполнуваат условот таму, иако имаат желба да учат. Промоцијата на стручното образование последните неколку години навистина се одвиваше многу интензивно и тоа е добро. Зошто? Затоа што конкретно и како град во Охрид треба и луѓе кои што ќе работат на пазарот на трудот и на струката, и она што секогаш ние го велиме е дека Охрид како туристички град треба да има стручен и професионален профил на ученици конкретно од угостителско-туристичката струка. Во град каде што изминатите години функционира индустријата, неколкуте фабрики кои што работат, токму дуалното образование го постигна тој успех и учениците и ја следат практичната настава таму и имаат можност потоа да се вработат во самите тие институции, затоа што не мора сите ученици понатаму да продолжуваат на факултет. Едноставно се создаде една огромна бројка на студенти кои што беа дипломирани, а од друга страна се создаде минимум ученици кои што се со стручно образование, а навистина треба директно учениците да бидат подготвени на пазарот на трудот. И токму тоа стручното образование им го обезбедува на учениците. Можеби затоа што и генерално знаеме дека не многу одамна, пред неколку години токму стручните училишта, бидејќи ние сме носеле одлуки на Совет, сме давали паралелки, согласност на паралелки со по 5 и 6 ученици, и 8 и 9, затоа што нормално треба да им обезбедиме на учениците. Ова е како еден ветер во грб што им се даде на стручните училишта и добро е тоа што е така, затоа што од една страна се задржа нивниот број и функционираат се уште, иако некои беа и на границата на затварање, така што мислам дека
добро ето се менаџираат тие процеси. Да, се направил баланс на некаков баланс, затоа што секогаш кога се тежи на една страна, тогаш другата нели ќе претрпи штети. Мислам дека вака сега ето е направен еден баланс, да има во сите училишта ученици и нормално интересот на учениците да се следи. Така. И нека да сме пред крај на разговорот и спомнеме и првачињата, затоа што многу пати сме се снимали и сме зборувале за таа тема, дека и нивниот број се намалува, но дека општина Охрид се труди да ги стимулира да остануваат низ охридските училишта. Претпоставам дека се уште има таа мотивација и помош и поддршка за првачињата. Ќе има и од септември, нели? Она што можам да го дефинирам, да, ќе го има и од септември. Ние сме единствената општина во Република Македонија која што толку силно вложува во образованието и толку помага и на гимназиското образование, и на стручното образование, и на основните училишта, и сето она што е поврзано со учениците и родителите. Зошто го велам тоа? Затоа што единствена општина која што кога ќе речеме единствена, и сите овие работи кои што ќе ги набројам се работи кои што само ние како општина ги имаме. Тоа значи дека ако избереме ние, а имаме како општина Охрид, избираме првенец на генерација. Так. Тоа се за сите основни и средни училишта. Првенецот на генерација добива финансиска помош и тоа е еден мотив кој што учениците треба да го следат понатаму. Во однос на првачината, за секој е запишано прваче, ние изделуваме финансиски средства кои што на 1 септември им се доделуваат на трансакцијските сметки на родителите, така што тоа е уште еден дополнителен момент кој што го даваме. Во однос на стипендиите, единствена општина која што изделува стипендии и основно и средно образование и факултети. Знаејќи дека Министерството за образование обезбедува стипендии само за студентите од 2, 3 и 4 година, ние обезбедуваме стипендии за прва година, тогаш кога на учениците им е најпотребно. Така. Во моментот кога веќе тие ќе имаат првата година стипендија, понатаму во втора ќе се аплицираат на стипендиите за МОН и ќе се продолжат понатаму со нели доколку ги исполнуваат условите. Стипендијата за учениците изнесува 2000 денари, додека за студентите 3000 денари. Општина која што покрај овие стипендии има стипендии за лицата со ретки болести и децата со посебни образовни потреби и учениците и студентите. Понатаму за сите ученици кои што освоиле место на регионален и државен надпревар на денот на светите браќа Кирил и Методи, 24 мај, токму пред споменикот, општината доделува награди символични, дали тоа ќе бидат печатени книги, дали ќе бидат некои логички игри. Минатата година на трансакцијската сметка на родителите им беа префрлени по 1200 денари за секое дете кое што имаше освоено награди, а тоа беа над 500 деца. Понатаму, на крајот на годината, секој еден ученик кој што освоил прво, второ или трето место на државен или меѓународен надпревар, добива во зависност од освоеното место финансиска поддршка. Дали тоа ќе бидат 18.000 денари, 10, 9, 8, 7 или 4, во зависност од остварените резултати. Покрај тоа, добива и менторот кој што работел со ученикот. И ученикот, и менторот. Така што сите овие работи кои што ги набројав, навистина докажуваат дека како општина сакаме да вложуваме во образованието и сакаме учениците да останат тука, да бидат задоволни и наставниците,
и учениците и самите родители. И мислам дека ако се гледа таа страна која што ние ја вложуваме, може да се забележи дека навистина сме на страната на подобрите услови и тоа не значи дека треба да застанеме тука, туку понатаму да продолжиме со што повеќе подобри услови, стипендиите да се зголемуваат, категориите да се исто така да се зголемуваат и она што треба да биде добро, ние треба да го почитуваме и нормално како добар пример да го преземеме и од останатите градови. Да се надеваме дека сите овие работи кои што ги набројавте, дека ќе се потрудат и ќе бидат значаен сегмент кон тоа да ги зачуваме младите дома од најмалите кои што туку го започнуваат образованието. Навистина можеби никогаш и не е важна сумата, туку на некој начин мотивацијата и признанието. Кога ќе ви дадат некое признание, имате мотивација да се борите, да станете се подобар и подобар. Честитки за тоа. Ќе ви посакам многу успешна работа и како советници и советот да носите разумни одлуки за сите нас кои што живееме овде во градот и секако ќе се видиме во следна прилика со нови информации. Ви благодарам за поканата, секогаш отворени за соработка и во интереси на медиумите и на граѓаните. Така. Ви благодарам и вам, почитувани, што и денеска бевте со нашата наплодна, повторно се дружиме следната среда. Довидување.